Добре дојдовте на последното видео поврзано со глаголите во претеритум. Во ова видео ќе учиме за неправилните и мешаните глаголи во минато пишано време. Ако не сте ги гледале видеата за модални и правилни глаголи во претеритум, ви препорачуваме да ги гледате прво нив. И не заборавајте да не следите на YouTube и на Instagram. А сега можеме да започнеме. Накратко да повториме за типовите на глаголи во минато пишано време. Знаеме дека минатото време се дели на перфект или минато говорно време и претеритум или минато пишано време. Во претеритум имаме глаголите sein и haben, потоа модални глаголи во претеритум, правилни глаголи во претеритум, потоа неправилни глаголи во претеритум и за крај мешани глаголи во претеритум. Бидејќи сите други се веќе предаени, во ова видео ќе имаме предавање за неправилни и за мешани глаголи во минато пишано време. Да започнеме со глаголи во минато пишано време. Ако ви се допаѓаат овој тип на видеа, не заборавајте да кликнете лайк. Веќе кажавме какви глаголи во претеритум постојат. Во ниво А1 предававме за претеритум за sein и haben, а во А2 ги предаваме останатите глаголи во претеритум. Тоа веќе го спомнавме во минатите видеа и нема да се задржуваме. Која е разликата меѓу глаголите во претеритум? Ако го гледавте претходното видео, тоа го знаете. Правилните глаголи имаат различна конјугација од сегашно време. Односно, за сегашно време и за минато пишано време разликата е само во конјугацијата. Но неправилните глаголи ја променуваат својата основа и имаат исто различна конјугација од сегашно време. Кога сме кај мешаните глаголи или gemischte Verben, ја променуваат својата основа, исто како неправилните глаголи, но имаат иста конјугација како правилните глаголи. Значи, мешаните глаголи имаат особини на правилен и на неправилен глагол. Тоа ќе го обработиме подетално во следните минути. И ни остануваат уште модалните глаголи. Тие имаат иста конјугација како правилните глаголи, со мала разлика во употребата на umlaut, а за тоа може да го гледате нашето видео за правилни глаголи во претеритум и видеото за модални глаголи во претеритум. Тоа беше накратко за почеток. А сега започнуваме со неправилни глаголи во минато пишано време. Која е разликата меѓу неправилните глаголи во презенс или сегашно време и претеритум или минато пишано време? Разлика има во значењето, односно презенс зборуваме во сегашно, а претеритум во минато време. Освен тоа, постои и разлика во начинот на конјугирањето. И, како трета разлика, имаме разлика во името на глаголот. Односно, неправилниот глагол во претеритум ја променува својата форма. Како се конјугираат неправилните глаголи во претеритум? Ја променуваат својата основа, односно имаме промена на вокал најчесто, и неправилните глаголи во претеритум се конјугираат различно од правилните, модалните и мешаните глаголи. Глаголот добива соодветен суфикс зависно од родот и лицето, ова е особина кај сите глаголи, и прво и трето лице еднина не добиваат суфикс и тие се конјугираат исто.
Да видиме пример како се конјугираат неправилните глаголи во претеритум. Прво лице еднина, како што кажавме, не добива суфикс. Второ лице еднина добива st. Трето лице еднина, исто како прво лице, не добива суфикс. Прво лице множина добива n, второ лице множина t и трето лице множина исто n. Да видиме пример. Глаголот finden во превод наоѓа или смета дека, во презенс ich finde, во претеритум би било ich fand. Значи, имаме промена на вокал, во случајов буквата и се променува во а како наставка или суфикс во претеритум немаме. Но второ лице еднина, ich findest, du findest, се променува во du fandest, исто буквата и или вокалот и се променува во вокалот а и имаме наставка st. Значи, ако ја научите десната табела, многу лесно ќе конјугирате. Да видиме некои од глаголите кои ја променуваат својата основа од презенс во претеритум. Прв ни е глаголот finden, кој се променува во fand. Helfen во half. Trinken, trank. Глаголот schwimmen, како неправилен во претеритум, се променува во schwamm. Глаголот singen во sang. Sprechen во sprach. Потоа fahren во fuhr. Kommen во kam. Fliegen во претеритум е flog. И глаголот bleiben во претеритум е bleib. Се надеваме дека овие глаголи во превод на македонски јазик веќе ги знаете, односно finden наоѓа или смета дека, helfen помага, trinken пие, schwimmen плива, singen пее, sprechen зборува, fahren вози, kommen доаѓа, fliegen лета и bleiben останува. Има уште многу голем број на глаголи кои се неправилни во претеритум, но овие се најчесто користените. Да конјугираме некој глагол за да стани појасно. Например, глаголот finden. Ich fand, јас најдов. Du fandest, ти најде. Er sie es fand, тој таа или тоа најде. Wir fanden, ние најдовме. Ihr fandet, вие најдовте. И sie fanden, тие најдоа. Значи се служиме со двете правила, односно прво правило дека имаме промена на вокалот и второ правило се наставките. Следен глагол кој ќе го конјугираме е глаголот fliegen или лета. Ich flog, јас летав. Du flogst, ти леташе. Er sie es flog. Wir flogen. Ihr flogt. И sie flogen. Тие летаа. Значи не е многу тешко. Разлики меѓу неправилни глаголи во сегашно, минато говорно и минато пишано време. Која е разликата меѓу неправилните глаголи во различни времиња? Имаме промена на основата, промена на вокалот во основата,
а дали секогаш е различен вокалот. Имаме глаголи кои меѓу различни времиња имаат целосно различни вокали, ќе видиме примери. Потоа имаме глаголи кои имаат исти вокали во претеритум и перфект и глаголи кои имаат исти вокали во претеритум и презенс или сегашно време. Да видиме примери. Од левата страна ќе ги опишеме инфинитив формите на глаголите во сегашно време, на средина во минато пишано време и од десно во минато говорно. Например, глаголот finden во претеритум се променува во fand, а во перфект во hat gefunden. Може да се забележи дека ова е тип на глагол каде што имаме целосно различни вокали, односно вокалот и во презенс се променува во а во претеритум, а во у во перфект. Да видиме други примери. Sprechen, sprach, hat gesprochen. Helfen, half, hat geholfen. Trinken, trank во претеритум во перфект, hat getrunken. Fahren, fuhr, ist gefahren. Во овој случај имаме ист вокал во презенс и во перфект, односно вокалот а. Следен пример е fliegen, flog, ist geflogen. Во овој случај имаме ист вокал во претеритум и во перфект, односно вокалот о. И последно, verlieren се променува во претеритум во verlor и во перфект hat verloren. Нека не ве буни, оваа табела е само за споредба. Дали неправилен глагол во презенс е исто така неправилен и во претеритум. Тоа не е секогаш правило. Постојат глаголи кои се неправилни во презенс и во претеритум, например глаголот helfen, но постојат глаголи кои се правилни во презенс, но неправилни во претеритум, например глаголот singen. Ако ви се допаѓаат овој тип на видео, не заборавајте да кликнете лайк. А сега продолжуваме. Мешани глаголи во претеритум. Што се мешани глаголи во претеритум? Како што споменавме на почетокот на видеото, тоа се глаголи кои имаат карактеристики и на правилни и на неправилни глаголи. Односно, ја променуваат својата основа во претеритум, особина на неправилните глаголи, но се конјугираат како правилните глаголи. Во следните неколку минути ќе објасниме. Да ја видиме нивната конјугација. Прво лице еднина, имаме суфикс е и пред тоа додавање на буквата т. Второ лице тест. Трето лице еднина те. Прво лице множина тен. Второ лице тет и трето лице множина исто тен. Значи оваа табела е истата од она за правилните глаголи во претеритум. Но да видиме како ја променуваат својата основа. Глаголот денкен во сегашно време или мисли, смета дека, во претеритум се променува во дахте. Глаголот bringen во брахте. Kennen во канте. Nennen во нанте. Глаголот rennen во ранте. Brennen во бранте.
и глаголот werden во wurde. Значи, овие глаголи ќе се конјугираат како правилни глаголи, но имаат промена на вокалот во основата, исто како неправилните глаголи. Освен овие, на слайдот има и останати мешани глаголи во претеритум, кои нема да ги споменеме во ова видео. А сега продолжуваме. Ова е само за повторување и ќе конјугираме некој глагол. Глагол denken или мисли, смета дека. Ich dachte. Јас мислев. Du dachtest. Ти мислеше. Er sie es dachte. Тој тоа мислеше. Wir dachten. Ihr dachtet. И sie dachten. Тие мислеа. Следен глагол од мешаните глаголи во претеритум кој ќе го конјугираме е глаголот rennen или трча. Се служиме со двете правила, односно дека имаме промена на вокал и второ правило дека имаме конјугација како правилните глаголи. Ich rannte. Јас трчав. Du ranntest. Ти трчаше. Er sie es rannte. Значи, прво и трето лице еднина или сингулар ги конјугираме исто. Wir rannten. Ihr ranntet. И sie rannten. Тоа беше за мешаните глаголи во претеритум, а сега откако учевме за сите типови на глаголи во претеритум, да ги видиме нивните разлики. За полесно запамтување. Кои се главните разлики меѓу различните глаголи во претеритум? Најважно е да се спомене дека кај некои од глаголите имаме промена во основата, а кој некои немаме. Втора разлика е начинот на конјугација. Од левата страна табелата ќе ни биде за правилни глаголи во претеритум, потоа модални, неправилни глаголи и десно мешани глаголи. Да ги споредиме нивните типови на конјугација. Знаеме дека правилните и модалните глаголи се конјугираат на ист начин. Разлика имаме само во умлаутот во основата. Прво лице еднина се додава те, второ лице тест, трето лице еднина те. Прво лице множина тен, второ лице множина тет и трето лице множина исто тен. Ова можете подетално да го гледате во нашите видеа за правилни глаголи и модални глаголи во претеритум. Кога сме кај неправилните глаголи во ова видео, учевме дека во прво лице еднина немаме суфикс, но имаме промена на основата. Второ лице еднина, исто промена на основата, но се додава st. Трето лице еднина, исто како прво лице еднина, немаме суфикс. Прво лице множина, се додава n. Второ лице t и трето лице множина, исто како прво множина n. Кога сме кај мешаните глаголи, ќе видиме дека имаме особина од неправилни глаголи, односно промена на основата, и особина од правилни глаголи, односно исти суфикси. Прво лице се додава те, второ лице тест, трето лице еднина те, прво лице множина тен, потоа тет и тен.
Запамтете ги овие табели и нема да имате проблем во конјугирањето на било кој тип на глагол во претеритум. А сега да направиме детална разлика меѓу сите типови на глаголи во претеритум. Односно ќе направиме разлика меѓу тоа дали има промена на основата на глаголот, потоа дали има различна конјугација од сегашно време, дали се добива додатна Т буква при конјугирањето, дали се губи умлаутот од буквата при конјугирање, дали се добива соодветен суфикс и дали прво и трето лице еднина се конјугираат исто. Кога сме кај промена на основата, имаме само кај неправилните глаголи и кај мешаните глаголи. Различна конјугација од сегашно време имаат сите типови на глаголи кога зборуваме во претеритум. Добивање на додатна Т буква имаме кај модални глаголи и правилни глаголи, бидејќи тие се конјугираат исто, и кај мешаните глаголи, бидејќи ја имаат конјугацијата од правилните глаголи. Кога зборуваме за умлаутот, тоа ни е најважно кога правиме разлика меѓу модален глагол и правилен глагол, односно модалниот глагол, ако има, го губи умлаутот од неговата основа кога го конјугираме во претеритум. Но тоа не е случај кај правилните глаголи. Соодветен суфикс си добиваат сите глаголи, зависно од нивниот тип, и прво и трето лице еднина се конјугираат исто во претеритум кај сите овие типови на глаголи. Ако ја запамтите оваа табела, нема да ви се мешаат. Тоа беше се за ова видео, кое граматички е малку потешко од останатите. А сега да прочитаме некои примери, за да ни стане појасно. Прва реченица во претеритум: Јулија blieb den ganzen Tag in der Schule. Во превод, Јулија остана цел ден во училиште. Во оваа реченица го имаме глаголот bleiben или останува, кој го конјугираме во претеритум и тој нема свој суфикс, бидејќи зборуваме за Јулија, а таа е во трето лице еднина. Втор пример: Ich liebte gutes Essen und aß gerne Fleisch. Јас сакав добро јадење и јадев со задоволство месо. Што е типично за оваа реченица? Првиот глагол или lieben, сакам или обожава, е глагол кој во претеритум е во правилни глаголи. Поради тоа се конјугира со додавање на буквата Т, а глаголот essen е неправилен глагол. Трета реченица: Gestern aßen wir im Restaurant. Вчера јадевме ние во ресторан. Am Freitag gingen meine Eltern im Park spazieren. Во петок одеа моите родители во парк да пешачат. Во оваа реченица го користиме глаголот spazieren gehen. Тој е поделен на два дела бидејќи е деллив глагол, да не буни реченицата. Du kamst vorgestern zu spät. Ти дојде завчера премногу доцна. Во оваа реченица го имаме глаголот kommen во минато пишано време или во претеритум. Letzte Woche gingen sie ins Schwimmbad. Претходната седмица беа тие на базен. Ова е глаголот gehen. И за крај да направиме мала вежба да видиме дали запамтивте тоа што го предававме во ова видео.
Обидете се да ги конјугирате овие два глаголи, singen или пее и helfen или помага, во претеритум. За наша помош ќе ви ги конјугираме во сегашно време. Ich sang, du sangst, sie es sang, или тој таа или тоа пееше. Wir sangen, ние пеевме. Ihr sangt, вие пеевте. И sie sangen, тие пееа. Значи имаме промена на вокалот и промена на начинот на конјугација, односно во наставките. Кога сме кај глаголот helfen, имаме ich half, јас помагав. Du halfst, ти помагаше. Sie es half. Wir halfen. Ihr halft. И sie halfen. Ако ви се допадна видеото, знаете што треба да направите. Лайк, субскрайб и да го препорачате каналот на друг кој сака да учи германски јазик бесплатно. Се гледаме во следното видео.